Вашето прашање, да, јас бев порано член на Комисијата за заштита на конкуренција и можам да кажам дека во тоа време тоа беше комисија во која што членуваа многу компетентни експерти без лажна скромност, кои што ја знаеа конкуренцијата. Да не ме сватат колегите погрешно сега, това е една тешка област која што треба доста голем период да се навлезе во материјата. Нашето законодавство од областа на конкуренција во основа е усогласено со европското законодавство. Има одредени сега нови регулативи, односно директиви кои што треба да се усогласат, но мислам дека ќе го направат. Тоа не е најголемиот проблем во моментов. Што е проблемот? Проблемот во моментов е капацитетот на Комисијата за заштита на конкуренција. Значи, нашата Комисија за заштита на конкуренција со години нема доволно кадровски, не е доволно кадровски екипирана и технички екипирана. Со години. Значи, 20 години постои и вие порано беа 5 члена и сега се 5 члена, од кои почнавме со 2 постојано вработени, па дојдовме на 3 постојано вработени, двајца кои што беа, да речеме, ад-хок членови. Сега, со последните измени на Законот за заштита на конкуренција, го поздравувам тој потек, сите 5 мина се вработени. Во моментот имаме 4 членови. Еден член не е избран. Зошто не е избран членот? Заради партиски пазарења, јасно е тоа. Значи, веќе јасно е, и тука доаѓаме до основниот проблем. Зошто не работи оваа комисија? Ако оваа комисија работи, многу ќе бидат засегнати на многу субјекти во различни области, ќе бидат засегнати и мислам дека ќе се стави ред на пазарот во Македонија. Во сите сфери, Маријана ги спомна финансиските друштва, банкарските друштва, заложните. Значи, да речеме, понатаму, коморските здруженија, ги имате лекарските комори, нотарските комори, адвокатските комори. Значи, има работата на многу субјекти и на многу професии ќе биде ставена под лупата на Комисијата за заштита на конкуренција и на многу по-фер начин ќе се водат бизнисите.